Ја знаете мојата транспарентност и досега, и во иднина се разбира, и за самиот предмет кој што беше покренат од страна на специјалното јавно обвинителство, имав и посебна пресконференција со целокупниот материјал кој што беше даден до специјалното јавно обвинителство, но како што кажав и пред сите присутни, навистина сум многу изненадена од мерките кои што се приложени од страна на специјалното јавно обвинителство, бидејќи не постои ниту причина, ни најмала што се вели, ни момент кој што води во насока на попречување на самата постапка, бидејќи секогаш уредно сум се јавувала на поканите на специјалното јавно обвинителство. Никогаш не се случило да некоја покана биде оправдана со некое мое патување и така натака. Секогаш представниците на специјалното јавно обвинителство биле примени лично од мене во мојот кабинет, додека сум ја вршела функцијата министер за култура. Јас лично сум ги примала, така да потоа биле проследени до соодветните надлежни раководители кои што ги бараат за некој си материјал. Уредно била доставувана целокупна документација и они кога побарали, кога имало некое барање во рок, така да секогаш сум била присутна и секогаш сум одговарала на барањата на специјалното јавно обвинителство во однос на едниот фактор кој што беше посочен листингот на патувања. Јас донесов, како што и кажа во самата жалба, приложив и дадов целокупен материјал од сите оние мои патувања, кои што сум ги вршила како министер за култура, подкрепени со покани од страна на самата организација, од страна на самиот колега министер за култура, каде што сум одела во некоја држава, каде што сме подпишувале програма за соработка, или каде што сме имале некоја меѓународна конференција или промоција и така натака. Тука се уредно дадени сите покани, сите патни налози и плюс дадов уредно материјали прескрипнизи и од вестници, од медиуми и домашни и странски, каде сето тоа било проследено. Сето тоа сум го вршала во рамките на функцијата како министер и навистина морам да истакнам и овде пред вас дека сум горда на сето она што успеав да го направам во насока на унапредување на културата во нашата држава, во насока на промоција на сето она што го имаме како култура, како уметност. И во изминатиот период навистина во таа насока работев многу и целокупната таа документација ја доставив и на судот, така да се надевам дека судот правилно ќе одлучи. Сепак верувам во правниот систем на нашата држава и се надевам дека сето тоа ќе биде во моја корист. Само накратко, ваш коментар околу укинувањето на титулата национален уметник во ваше време беше воведена. Сега Титулата национален уметник имаше многу благородна идеја. Верувам дека го имате погледнато самиот закон. Значи, во законот таксативно се ставени сите оние награди, меѓународни или домашни, кои што секој уметник треба да ги исполни. Идејата беше да бидат поставени таксативно сите, за да нема никакво и политичко влијание и да секој кој да биде член во комисија, значи веднаш ќе може да направи евалуација, бидејќи сето тоа е таксативно дадено и веднаш ќе може да одлучи дали некој ги исполнува тие услови или не. Затоа велам, титулата национален уметник имаше една благородна идеја. И не можам да се согласам со самото укинување, бидејќи сепак покрај тие личности кои што добиле таа титула, знаеме кои се тие личности, како влог има дадено за промоција на македонската култура, промоција на нивното творештво во светски рамки, во домашни рамки. Идејата беше да се поддржуваат уметниците и во иднина, да било која влада или министерство ги поддржува уметниците, ги финансира за да можат да учествуваат на тие меѓународни представувања, се со цел да се здобијат и со тие награди. Затоа велам, имаше долгорочна визија самиот закон. Значи, да не се дозволи уметниците да не можат да отидат, дали нема потреба да конкурираат со проекти и така натака, туку напротив, државата да ги поддржува, да учествуваат на тие меѓународни представувања, се со цел и да се здобијат со награда и се со цел да ја добијат таа висока награда. Така да самиот закон е многу позитивен и не знам од која причина и зошто сето тоа го прави владата и самото министерство, но верувајте дека негативностите ќе се осетат за многу брзо време. Благодарам.